Денеска ќе знаеме како. Многу е важно да имаме тим добар околу нас, дечки. Успехот бара тим. Денеска ќе зборуваме за тим. Како да знаеме стварно кој ни е тимски играч. Видите, моje убедување е дека на еден или на друг начин имаме различно гледиште за оваа тема, кој што ни е тим. Знаете, имате поширок тим на луѓе кои што, ајде така да кажем, поголема група на луѓе кои што не значи дека ја мислам дека секој човек на оваа планета што ќе го сретнам е поради некоја причина тука, без разлика дали тој човек ми бил некој кој што ми давал ветар во грбот во мојот живот, или помалку ми давал ветар во грбот, или само ме разбирал во врска со некои работи. Така да, имате луѓе кои што се дел од вашиот живот и мислам дека луѓето кои што се околу нас, секако кои што ни дават најголема поддршка и помош за тоа што го правиме, се дел од нашиот тим, така. Но различни луѓе имаат различна цел. Тимот е поврзан со имање на некаква цел и тимот најдобро се обединува преку имање на цел, поради тоа што не можете да обедините луѓе ако немате некаква цел и нема да ствари, зашто тимот се обединете луѓе. Така, тимот се луѓе кои што имаат заедничка цел. Сакам да прочитам сега една дефиниција. Ова интересно е. Прочитав за групи, за организации, ова исто од Рон Хабард, и вели еден тим, читав за организации, за фирми, за како да ги координираме луѓето, и се базира на дефиниција, затоа го сакам него многу, затоа што дава многу убави дефиниции за некои работи. Ова е негова дефиниција за тим, затоа што гледате, ако не ги дефинираме работите, тешко ќе ни биде да ги разбереме, така да убава дефиниција за некој збор е 99% веќе акција, затоа што разбирањето налага акција. Ако човекот нешто не разбира, не може да има акција. И гледате што вика. Вика, еден тим има тенденција да знае што другиот член од тимот прават или мислат. И се координира со тоа што го прават или мислат, или со нив. И тоа се вика луѓе кои што кооперираат еден со друг, да избуткаат заедничка цел и нормално тие се согласуваат многу убаво. Значи, еден тим има тенденција да знае што другите членови од тимот прават или мислат и се координира со тоа, се мисли за тоа што го прават или мислат, и со нив, секако со луѓето, така? Вика, тоа се луѓе кои што кооперираат еден со друг, кои што соработуваат еден со друг за да избуткаат заедничка цел и нормално убаво се согласуваат, така? Ако почнеме од ова последно, убаво се согласуваат, ќе видиме дека многу често имаме луѓе кои што не ги чувствуваме дека се дел. Секој човек, што ми е поентата на овој лайф, е да направиме тим. Да направиме тим од луѓе кои што можеби не се дел од нашиот тим, ама сакат да бидат, или ние не сме дел од нечиј тим, ама сакаме да бидеме дел од нечиј тим. Сте биле со тим со некого и после тоа не сте биле веќе тим со тој човек. Може имате сопруг и сопруга кои што на почетокот биле тим, имале заеднички цели, се координирале еден со друг и после тоа не се најдобар тим. Така? Но поентата е да бидат повторно тим. Ме разбирате? Поентата е да бидат тим. Има многу луѓе кои што биле некогаш тим и кои што можеби повеќе не се тим. Зборот тим е многу убава работа. Така, ајде да видиме од кај потекнува зборов тим. Ме интересира, не сум проверил. Момент, почекайте ме. Океј. Ево, речников за потекло на зборови. Сакам да видам од кај потекнува овој збор тим. Гарант има некој убаво објаснување за овој збор тим. О мај гад. Овдека потекнува од вика од старо англиски збор и вика две или повеќе животни кои што се ставени на узда заедно, односно кои што се впрегнати за да работат работа некоја. Значи, заедно се поврзани и впрегнати да направат некоја работа. Океј,
Овдека има коментари дали можеме повторно да бидеме тим со некого. Ја не ви кажам да не бидете тим со некој, со неќите да бидете тим, не ми е поентата да ве присилам да бидете тим. Сакам само да дадеме некои сегменти и разбирање кога човекот е тим со некого, кога човекот не е тим со некого, како да бидеме повторно тим во некоја организација, во фамилијата. Ја како дете, да ви кажам искрено, не сум бил многу тим во мојата фамилија, поради тоа што не сум се координирал со татко ми, мајка ми, кога е ручекот, така вика треба да се координирам. Ја ќе се отидов на тренинг, работнички тренинг, ќе се вратам, ќе се најадам од таму, ќе се напијам со другари, мајка ми правила ручек, немаме координација, односно така. Едноставно не сакав да бидам координација со тато, со мама. Не бев најдобар дел од тимот, кога се чистеше или кога се правеше по куќата, обично мајка ми и татко ми тоа го средува, па и да речам сестра ми, ја помалку бев координиран со нив, поради тоа што ја немав таа цел. Многу често луѓето, за да имаме некоја цел, мораме да имаме разбирање зошто имаме таа цел и да имаме одговорност за таа цел. Така, прво треба да разбереме, за да бидеме тим, мораме да имаме некаква цел. Имате луѓе кои што немаат никаква цел у животот, и обично не се продуктивен тим со некого. Ме разбирате, имаме различни тимови. Ајде да не звучам се, јас секогаш ќе давам некоја насока во правец на постигнување некои цели, мотивации и така натаму. Имаме различни тимови. Имате тимови на луѓе кои што се геймери, кои што играат по цел ден така на игрици, што е окей, тоа е тим, тие се искоординирале кога да се најдат, закажале состанок, средба и тие се координирате, затоа се тим. Ме разбирате, имате различни тимови. Имате тим на луѓе кои што сака да се договори за да идат у кафана, ама се координираат. Мора да се закаже место, кој им е целта, да се видат, да се дружат, ама секојаш има некаков тип на координација поврзана со целта. Ама што подразбира координација? Координација подразбира да ја поддржам таа цел, да ја прифатам таа цел, да имам добра комуникација со некој човек, така, и да имаме нешто кое што заедно ќе го избуткаме, затоа што луѓе кои што идат у кафана обично добро се согласуваат, така, заради што имаат некаква заедничка реалност. Луѓе кои што се геймери исто добро се согласуваат затоа што сакаат да играат игри, се заинтересирани за тоа, имаат ентузијазам за тоа. Луѓе кои што ќе отидат на мал фудбал, обично добро се согласуваат поради тоа што имаат убава координација меѓу себе за кога ќе играме, пак се координираат кога се на самото поле и така натаму, и имаме добра координација. Може би мажов и женава кои ќе дојат дома не се добро координирани, или може би немаат воопшто никаква цел, или може би женава наметнува некоја цел кој што мажот не ќе да следи, или мажот диктира нешто кое што женава не може да го следи или не сака да го следи, но поентата на еден добар тим е секогаш имаме цел, секогаш имаме координација, секогаш знаеме што другиот прави или мисли. Сега, мислам дека тука е клучот за добар тимски играч. Се мислам дека ова е клучната поента на овој лайф што сакам да го направам. Е дека вика човекот, еден тимски член, има представа што другиот човек прави и мисли. Има тенденција да знаат што другиот човек прави и мисли. И се координира со нив и се координира со тоа. Знаете, кога човекот иде надвор од еден тим, кога ќе му падне одговорноста, и ќе ви објаснам зошто оди надвор од комуникација со еден тим и зашто тоа е поврзано со паѓање на одговорноста, затоа што одговорноста има убава исто дефиниција од Хабард, ќе ја парафразирам сега затоа што ми текна у моментов, ама го немам цитатот, но оди во следниот контекст дека у суштина одговорноста е свесноста за нешто околу нас. Затоа што ние ако немаме свесност за работите околу нас, не можеме да имаме одговорност. Ако ја не сум свесен дека мајка ми прави ручек, јас не можам да бидам одговорен да дојдам на ручекот и да испочитувам неа, така? Не можам да бидам свесен, не можам да бидам одговорен за тоа ако ја немам свесноста. Она кај што мислам дека тимските играчи најмногу попуштаат е одговорноста, затоа што во тимот имате повеќе играчи. Гледате, тим секогаш подразбира двајца. Еден човек не е тим. Значи, за да имаме тим, мораме да имаме уште еден човек. Кога имаме уште еден човек, имаме поголема одговорност, затоа што треба да имаме одговорност за тој човек. Не само одговорност за нас, него мораме да имаме одговорност за другиот човек. Значи, тим секогаш подразбира минимум двајца луѓе и подразбира одговорност за
тој друг човек кој што е дел од нашиот тим, затоа што дефиницијава вели дека мораме да се координираме со нивните акции тоа што другите го мислат. Затоа што ние ако не се координираме со нивните акции, како ќе се координирам со другите акции ако ја немам на памет што тој друг човек сака? Он нема на памет што ние сакаме, што ја сакаме. Ако имате двајца луѓе, прво, он ако не знае ја што сакам, ја ако не знам што он сака, нема одговорност. Но не е доволно само да јас бидам свесен што тој сака и тој да биде свесен што ја сакам. Тоа не го прави тимот. Тимот подразбира да имаме заедничка цел. Затоа што тимот се обединува на нешто кое што е цел. И мораме да имаме заедничка целта, затоа што јас се координирам со другиот и тој се координира со мене во насока на буткање на заедничка цел. Затоа никогаш не можам доволно да нагласам колку е важна целта во животот и постоењето, ама уште поважна е кога имаме некаков тим. Затоа што заедничката цел е клjuč на еден тим. И ако некој човек ја нема вашата цел, ја нема заедничката цел со тебе, не значи дека може би не ти е тој пријател, тој ти е пријател, секако, ама дал е дел од твојот тим, е прашањето. Разбирате, затоа што во тимот мораме да имаме заедничка цел, мораме да имаме координација, што подразбира добра комуникација. Самиот последен дел од дефиницијава вели дека се согласуваат, но буткаат заедничка цел. Така да ако сакаме да формираме тим, мораме да ја зголемиме одговорноста на секој еден член од тимот, а тоа значи да му се зголеми свесноста дека тој е дел од тимот. Разбирате, затоа што мојата свесност е многу важен дел за да ја се координирам со другите. Затоа што дефиницијава вели морам да се координирам така со што другиот прави. Ама ја како ќе се координирам ако ја не сум заинтересиран со што другиот прави? Морам да имам заинтересираност за тоа што другиот прави. Но не е доволно само затоа што гледате, мајкава има заинтересираност за детето што прави, ама можеби ја немаат заедничката цел со детето и детето му треба можеби мајка му за да му помогне за некоја цел и се они стануваат тим. Зошто на пример ќе видите у некој фамилии, јас сум бил тим можеби со татко ми или сестра ми била тим со мајка ми, у некои сегменти сме се мешали, јас сум бил тим со мајка ми, сестра ми била тим со татко ми. Зошто? Поради тоа што татко ми помагал на сестра ми да избутка незината цел и мајка ми помагала мене да избутка мојата цел. Не значи дека татко ми не ми бил непријатен, напротив, ми бил пријател, затоа што ми помагал за други цели. Ама кога сме се спојувале, кога се прави тандем во една фамилија, најубаво е целата фамилија да биде тандем. А сте виделе четворица луѓе, имате тандем, некојаш ќе се спојат двајца со двајца, некоја се секако дека се четворицата, ама зашто се спојуваат двајца со двајца? Зашто синот ќе се спои со мајката? Зашто керката ќе се спои со таткото? Зашто мајката ќе се спои со керката или синот ќе се спои со таткото? Зошто? Затоа што го разбира, му ја разбира целта и му допринесува на целта да оди напред. Пак ќе кажам, не значи дека не ни се пријатели. Само дали ги чувствуваме како тим во некој сегмент е важно. Кои луѓе ги чувствуваме како дел од нашиот тим? Оние кои што се во поривите на нашиот опстанок за постигнување на некоја цел. Не значи дека другите ни се непријатели, пак ќе кажам, напротив, мислам дека секој еден човек во мојот живот допринесува за нешто. На некаков начин допринеле. Доли е луѓето што ќе те омаловажат, што ќе те критикуваат, што ќе те направа да се чувствуваш неубаво во даден сегмент, може ти помогнат ако знаеме како да го искористиме таквото нешто. Мислам дека ова е многу оптимистичка концепција што го кажав, ама длабоко во мене верувам дека се во оваа игра, ако го следевте мојот претходен лайф, сите се дел од мојата игра. Ја правам мојата игра во мојот живот. Ме разбирате, јас сум режисерот на мојот живот и во мојот живот има дел за многу луѓе затоа што сакаме драма. Ама сега во таа глобална слика станува збор за кој е тим. Така имате две другарки кои што се постојано заедно. Така мора да имаат некаква заедничка цел. Може би е само да сакаат кафење или сакаат да идат некаде во театар или сакаат природа или идат секоја сабајле на водно. Така имате некои пријатели кои што кидат сабајле на водно. Имаат заедничка цел, што е да искачат водно, да имаат подобра физичка кондиција, да имаат подобра ментална кондиција затоа што ги надминуваат препреки, имаат заедничка цел, ќе се скоординира. Идеме сабајле на водно, идеме у теретана, идеме да трчаме покрај крај, идеме да трчаме покрај крај. Така, зошто имаме заедничка цел?
Ама ако отидете со некој човек да трчаш покрај кеј, така, и он цело време те гњави со нешто што е негативно, со нешто што е деструктивно, нешто што е контра тебе, па замисли, па те нападне, малку се оддалечува од тимскиот играч наш. Се зборуваме за идеален тимски играч. Идеален тимски играч, така. Кој би бил идеалниот тимски играч? Некој кој што има нашата цел, некој кој што знае мојата цел, некој кој што е у добра комуникација со мене, некој кој што се координира со мене, кој што знае кога треба да ми ја подаде топката, кога знае кога ми треба помош, затоа што има свесноста за мене. Не сваќате, имате свесност, има човекот свесност за мене, не само свесност за него. Свесноста е клjučот, поради тоа што свесноста за кој се имате маж и жена каде што и едниот и другиот се супер тим затоа што многу добро се координираат кон целите. Ме разбирате, можеби мажот има некоја цел и сопругата негова му е тимски играч и го бутка и му дава ветар во грб, поради тоа што знае кои работи му се многу важни. И е заинтересирана за тоа. И му помага. И знае кога што треба да направи, кога што треба да каже, каква емоционална поддршка му треба на сопругот, супер тимски играч. И имате сопруг кој што е свесен за целите на сопругата. Гледате, не мора дури ни да имаат заеднички цели, сега не ни зборам за заеднички цели. Зборам дека е свесен што другиот човек има како цел и она му помага фактички на неговата цел. Му помага за тоа што му е на него важно, за тоа што тој сака да го постигне. И е тимски играч со него, затоа што ја допринесува на неговата цел. Идеален тимски играч, така? Некој кој што ќе е позитивен, некој кој што ќе ти даде ветер у грб, некој кој што ќе знае кога ти треба мотивација, кога ќе паднеш да те крене, тоа би бил идеален тимски играч. Замислете, имате некој кој што едноставно ти се разочараш и ќе ти рече, слушај, не долази у обзир да се откажеш сега од ова. Не долази у обзир да застанеш сега. Имав дадена ситуација во мојот живот, сестра ми ја пофалува многу често на овие лајвови, затоа што кога јас сакав да сум мотивацијски тренер, секако дека татко ми и мајка ми помогнале. Они сакале да ми помогнат ја да станам мотивацијски тренер. Можеби не го знаеле идеалниот пат како да ми помогнат, но знам дека сакале да ми помогнат во ова ситуација. Имале сомнежи во мене, не ги, како да ви кажам, не им се лутам на сето тоа, затоа што не знаеле како. Единственото битие кој што немаше сомнеш ја кога сакав да го трнам овој пат беше сестра ми и у еден момент кога сакав да се откажам од сето тоа викам, бе слушај, можеби треба да се фатам да се едноставно се занимавам со класична медицина, не знам дали ќе успеам во се тоа што го правам. Еднаш ме седна сестра и ми вика, слушај, абе ти и тато и мама кога беа живи толку веруваше, толку они ти кажува и толку сака да си доктор, ти успеа да ги убедиш и нив дека ќе успееш по овој пат, сега не се откажа тогаш, сега нема шанса да се откажеш, поради тоа што ја не ти дозволувам да се откажеш од твојот пат. И у тој момент почувствав дека она е многу добар тимски играч со мене. Зошто? Затоа што ми ја почувства слабоста, а тоа беше дека сакам да се откажам, не ми даде да се откажам и ми ја врати главата на целта која што од секојаш била моја цел. Мислам дека била многу добар тимски играч. И татко ми и мајка ми биле многу добри тимски играчи, само што во еден момент не можеле да го разберат, можеби нештото кое што јас сум го сакал. Ама биле тимски играчи, ќе ви кажам зошто биле тимски играчи. Затоа што и у моментот кога не сум имал доволно финансии, татко ми помагал, мајка ми помагала, иако у еден момент можеле да речат, слушај, сакаш да си бидеш ти свој играч, сакаш да си бидеш мотивацијски тренер, ајде бе, буткај, заработи си. Не, ми помагале финансиски со многу други работи и од тој аспект мислам дека ми биле тимски играчи, но можеби не можеле да ја видат мојата визија и мојата мисла у тој момент кој што сум сакал да го направам и едноставно имале разбирање, протестирале, затоа што не можеле. Гледате, они мислеле дека помагаат на тој начин што не би сакале јас да останам на улица, да останам без ништо, да може немало да бидам среќен, се плашеле да изгубам у мојата игра. И од тој страв, тие биле тимски играчи, ме разбирате, тие се тимски играчи.
И луѓето кои што се најблиските околу вас и кои што се плашат за вас, се дел од вашиот тим. Само што треба преку многу голема комуникација да развиеме разбирање од нив, поради тоа што гледате, тие се дел од тимот, ама не ве разбираат што е тоа што сакате да го направите. И треба огромна комуникација и толеранција за тоа нешто да се случи, за да можат да ја свртат нивната, ајде да кажем, може би имаат контра вас нешто, затоа што не разбираат што е тоа што сакате да го правите, и треба многу муабет, многу разговор, за да таквото нешто се сврти и да се смени. Идеалниот тимски играч, секој еден човек може да се најде во ова предавање, дал е идеален тимски играч, дал е тимски играч кој што допринесува, не знам, татко и мајка ми допринесувале со храна, ама не ми допринесувале со нивната идеја. Биле тимски играчи, не може да кажам дека не би биле дел од тимот, ама не биле на нивото на кое што може би сестра ми била, така? Затоа што сестра ми давала поддршка и во насока на иди право таму бе, што преш ти, зашто сега ќе се откажуваш? Веројатно ако сум им кажал на татко и мајка ми, слуша, сакам да се откажам, ќе рече, откажуј се одма. Па нели ти рековме? Мора да се откажеш. Они ќе ми биле тимски играчи идеални, можеби ако сум бил доктор или ако сум бил пианиста или што и да е, сигурен сум, затоа што тоа го разбират они, ме разбирате. Ма не значи дека се контра мене. Барем моите родители, сега се зборам за моите родители, секој си има во глава на своите родители. Гледате, проблемот е кога имате луѓе кои што се стварно негативни околу нас. Кога се можеби на најниското ниво на тимски играчи, каде што не даваат комплименти, каде што ти го одземаат твојот простор, каде што ти одземаат твојата сигурност и самодоверба. Моите родители не биле такви. Но кочеле во даден сегмент на мене и не биле најврв во тимските играчи, така? Ја не сум имал деструктивна цел, ја сум имал конструктивна цел, сум сакал да направам добро за сите, само они не разбирале мојата намера која што сум ја имал да го правам сето ова. Веројатно не ни знаеле дека ќе има Facebook лајвови, веројатно би биле многу горди на сето ова сега што го креирам, или мојата емисија на телевизија, или луѓето со нивните приказни за успех за кои што им помагам. Сигурен сум дека би биле многу поврдни тимски играчи сега. Гледате, имате луѓе во вашиот живот кои што нема да ја разберат вашата цел и можеби се помалку луѓето кои што ќе ја разберат вашата цел. Тие се врвни тимски играчи. Многу сте поврзани со нив. Зашто? Затоа што те разбират, затоа што у моментот кога ќе ти ја снеме енергијата, не ти викате ти реков, бе откажи се, бе доста. Него ти рече, слушај, па што? Па се случува некојаш да не можеш да постигнеш нешто. Ама не значи дека ова е крајот. Продолжи понатаму. Ајде, верувам во твојата цел. Идеме со твојата игра, со тоа што ти си сакал да го постигнеш. За мене тој е врвен тимски играч. Таков сакам. Ме разбирате? Таков играч е врвен тимски играч. Знаете, имате тимски играчи во фирмата, има една многу убава анализа, имате даден процент на луѓе во фирмата кои што ја влечат целата фирма на грб. Имате даден процент на луѓе во фирмата кои што не менјаат дал се таму или не. Имате 20% кои што кочат. Тие не се најдобри тимски играчи. Не, имате дадени тимови каде што ако ги лоцирате тие енергетски вампири за кои што сум зборал во емисиите, тие енергетски вампири се тие кои што не се тимски играчи. Разбирате, само енергетскиот вампир, ама ако сакате да знаете кој е енергетски вампир, гледате го, не знам ни кога беше тоа издание за енергетските вампири, ама можда ќе го споделам како линк повторно на мојата Facebook страна, за да може да го земете, затоа што има точни карактеристики кој е енергетски вампир. Енергетскиот вампир го руши просторот кој што ги имате ви. Енергетскиот вампир е човек кој што цица простор затоа што самиот тој го нема. Ме разбирате? И ако имате во тим некој играч со вас, во вашиот тим, кој што цело време ти ги саботира своите цели, твоите намери, твоите желби, и цело време ги саботира тие работи, и има дадени карактеристики кои што се стварно ултра негативни, можеме да кажеме дека не е дел од нашиот тим. Апсолутно. Но обично сакам да ви кажам дека кога имаме ситуација каде што некој сопруг или некоја жена или родителите, можеби треба повеќе комуникација, треба координација во однос на тие цели. Можеби ако го гледам овој лајвот претходно за инат, не станува збор дека станува збор за енергетски вампир.
Најлесно е некогаш да окривиме некој дека станува збор за енергетски вампир ако не можеме да се справиме со него. И некогаш стварно има енергетски вампири. Така, има енергетски вампири кои што се мал број, 20% се според откритијата на овој авторов Хабард, од кои што само 2,5% вика дека се стварно деструктивци и огромен број на негативни луѓе, но огромен број на луѓе се дел од нашиот тим, на еден или друг начин. Ми текнува татко ми, иако не беше дел од мојот ментална визија, човеков секогаш ќе ми направеше добар учек. Беше дел од мојот тим, луѓе. Мајка ми, без разлика на колку работи ќе ми кажеш, абе не те разбирам бе синко, зашто го правиш, абе беше дел од мојот тим затоа што на некој начин ќе ми платеше некој семинар за себе подобрување. Синко, иди бе злато, знам дека ова ти значи. Дел од мојот тим е. Пусти луѓе, едноставно има и проблем со мене затоа што и ја некојаш не знаев да им скомуницирам на еден начин или друг начин како и што е тоа што го сакам. Некојаш и ја не знаев што сакам точно. Знаев дека имам желба да постигнам нешто. Ама не можам да ги окривам и да речам дека не биле тимски играчи. Биле. Дал ми били идеални тимски играчи? Не. Поради тоа што можеби не ме јасно и 100% разбирале, ама биле добри тимски играчи. За многу други работи, ја можам дека ја не сум бил тимски играч за нив. Ај бе синко, дај бе ќе си спиеме кафе, татко ми ќе ми речеш, дај бе кафе едно да испиеме од сабајр. Ајде тато, важи, ја ќе му направев нескафе, ќе го голтнев за 5 секунди и ќе си фатев патот надвор. Бев тимски играч ја кон татко ми? Не. Бев тимски играч со мајка ми да отидам на еден концерт да и правам друштво? Не. Ја не сум бил тимски играч за нивните цели. Ама гледате колку е убаво ако јас сум станал тимски играч за нивните цели. Да отидам со мајка ми некаде кај што сакала она. Татко ми пусти еден, ми трикнува, помлад се зборам кога бев помлад. Сакаше, работеше у Здрави Лескоvac, ке ме отиде таму да ме представи на колегите, он се гордееше со мене за многу работи, за кошарката, за еве дека сум бил првенец на медицински факултет. Не сакав да отидам да се видам со неговите пријатели. Детска работа. Немав идеја за татко ми. Така, фактички ние како деци немаме толку свест за тоа што е родителот и колку родителот сака, не знам, да се горде, да се фали со нас. Ке видите некој тинејџерче, детенце, родителов, многу сака да се горде со него, ќе се отиде, ќе се излезе со другари или ќе се седи на телефон по цел ден, него рецка 2%, така ли е? Поради тоа што можеме да ги оправдаме децата затоа што ја немаа таа свест, така на повозрастниот свет, ама ја не сум бил тимски играч во тимот на моите родители. Не можам да кажам дека сум бил. Дал сум бил ја идеален тимски играч? Далеку од тоа. Не сум бил. Затоа што не сум имал волност да ги разберам нивните цели. И они немале можеби волност да ги разберат моите цели. И тука е проблемот, дечки, во тимот. Затоа што за да имаме добар тим, мора да имаме волност да дефинираме цел. Мора да имаме волност да ги разбереме нивните цели. Затоа што, гледайте, во минатиот сегмент што зборев, гледайте, кога сме се чувствувале ние неразбрани, така, несватен. Ја како тинејџер цело време бев несватен од моите родители, се дека покасно не сватив дека ја не ги сваќам нив. Ја за тоа се чувствував несватен, затоа што ја не можев да сватам. Ја да можам да сватам, ја ќе се чувствувам сватен. Луѓето кои што се несватени цело време од некого, јас сега сваќам дека има луѓе на мојот тим кои што сакаат да ме сватат, сваќам дека има луѓе кои што немаат моето ниво на мотивација за мојата цел, сваќам дека има луѓе кои што не ни знаат што правам во мојот живот. Ме разбирате? Ама јас сваќам дека они толку имаат интерес за мене. Не се љутам, поради тоа што ја па се викам, ја колку имам интерес за нивниот живот. Колку јас сум волен да сватам што тој прави. Колку пати сум се јавил ја на некој роднина да го прашам што е, како е, до кај е, како е. Нема ни тој интерес за мене. Гледате, ако нема комуникација, комуникацијата у суштина се раѓа врз база на заинтересираност, ама заинтересираноста е поголемо ниво на одговорност за нештото. И многу често ние воопшто не сме координирани со целите на другите луѓе. Затоа се убави славите, ќе дојдат родендени, ќе дојдат прослави, ќе ми дојде роднина од Соединетите држави и само тогаш ќе се собереме како фамилија некој. Зошто? Поради тоа што веќе не сме у координација. Знаете зашто беа можеби тие времиња поубави порано, затоа што родендените се славија дома, не знам,
ќе славиш слава, ќе отидеш на именден, ќе отидеш на нова година ке некој дома. И затоа што се координиравме, имаше координација, имаше убава комуникација, затоа што беше цел сама по себе и ќе им идеме на роден ден ке братучедите, таму си 2 сата и таму ќе се координираш со тимот. Мислам, ти ќе си отидеш од својот тим, кај што ти се братучеди, не си ти дел од возрастниот тим, затоа што немаат истата реалност и ги немаат истите цели. Ама, ќе дојде 10-11 саат, мене ќе почне да ми се спие, ќе ги земам моите да си одиме надвор од слава, се зборам кога сум бил 8, 9, 10 години. Бев добар тимски играч? Не. Не сваќате. Тимски играч, привилегија е да си тимски играч. Привилегија да разбереш што другите луѓе сакаат. И мислам дека најубавото нешто во животот е ја да сватам колку цели луѓето околу мене имаат. И кога почнам да го менувам тоа, почнувам да бидам тимски играч. На многу од луѓево, кои што се на овој лайф, сум им тимски играч затоа што им помагам, затоа што знам кои ви се целите и се координираме со вас и се координираме со моето знаење, со вашата волност и сум дел од вашиот живот и од вашиот тим. Мислам дека тоа е мојата привилегија. Можам да бидам дел од тимот на зградата, можам да бидам дел од тимот на моите роднини, само со тоа што знам што прават и можам да допринесам на нивната цел. И мислам дека убавината на тимскиот играч е тоа што се обидува да разбере. И имате луѓе кои што немаат волност да ве разберат. Немаат волност да ви ги видат вашите цели, немаат волност да навлезат во вашиот живот или ако навлезат во вашиот живот, не е со намера некојаш да помогнат, него сеир да се фатат, да те стопираат или да, не знам, да ти кажат колку си грешал. Не, ти кажав. Океј, ама ви кажа. Ама можеш да бидеш тимски играч? Можеш да ми даеш ветер у грб? Можеш да ми кажеш дека ќе биде добро? Можеш да ми кажеш дека се гордееш со мене колку напори вложувам да ја остварам мојата цел? Најлесно е да си полутимски играч, каде што се грижиме, ние сме многу често полутимски играчи, каде што не е дека сакаме лошо на некој човек, никој не ни сака лошо на нас или ние не му сакаме лошо на нив, ама не сме целосно тимски играчи додека не се заинтересираме стварно за целта на другиот човек. И да видиме, окей, што можам ја да допринесам за твојата цел? Многу често ние се секираме дека другите не се дел од нашиот тим, а фактички ние не сме дел од нивниот тим. Сега, мислам дека е поголема способност ние да станеме дел од тимот на другите луѓе, затоа што така добиваме тим. Ме разбирате? И колку поголемо ниво на свесност човекот разбира, имав мојот, да кажеме, тренер за личен развој, мојот пријател кој што ми помогна да дојдам до повисоки нивоа на свесност, еднаш ми кажа, вика, осамено е на врвот. Зошто е осамено на врвот? Поради кој што колку повеќе свесност имаш за некои работи, толку си повеќе сам. Не е проблем да бидеш сам на тие нивоа. Проблем е дека човекот кога оди нагоре по нивото на свесност, сваќа дека неговата одговорност е да разбере што повеќе луѓе и да биде од што поголема помош во тимот на трие луѓе кои што не ни можат да видат како може да му помогнат на него. Разбирате, ако имате како елка на врвот, човекот кој што има многу голема широка свест, обично сака да им помогне на сите, ама тие кои што не можат да видат што на него му треба помош, обично и не му помагаат, затоа што не можат да видат што е тоа што тој сака, што е тоа што тој прави, за кои се неговите заложби. Многу често проблемот е во некомуникација и некоординација. Многу често имате раздвоени тимови помеѓу сопруг и сопруга само затоа што не може да искомуницираат, само затоа што веќе не може да се слушаат, само затоа што веќе немаат координација за целите и се разочаруваат. И ако ја нема таа убава комуникација помеѓу нив, ако ја нема таа координација, нема ни да си ги разјаснат кои се нивните цели, затоа што не се слушаат, затоа што не сакаат да се направат муабет. И многу често не е дека едниот е против другиот и дека нема е тимски играч, ама треба комуникација, треба координација, треба враќање на љубовта
треба заинтересираност. Фактички, заинтересираноста представува одговорност за другиот човек. Ќе ви кажам една работа. Поентата е, ако сакаме да створиме тимски играчи во нашиот живот, можда ние треба да станеме тимски играч во нечи туѓ живот. Ме разбирате? Ја оваа лекција научив за моите родители е дека суштина сватив дека ја не сум бил добар тимски играч со нив. Поради тоа што многу од работите кои што на нив им значеле, јас воопшто не сум се координирал со нивните цели, со нивната визија, со нивниот живот. Сум бил заинтересиран за мојот живот. И сум бил несватен од нив како они не можат да видат мојата цел и така натаму. Ама поентата е дека несватениот човек само не сваќа други луѓе. И кога јас сваќам други луѓе и кога сум дел од нивниот тим, верувајте ми, некако доаѓаат луѓе во мојот тим. Тоа е некое убаво, мистериозно, мистично нешто. Колку повеќе јас се обидувам да бидам дел од тимот на други луѓе да им помогнам во нивната цел, толку повеќе луѓето ми ги сваќаат моите цели. Колку помалку сакам да сум дел од нечии тим и колку помалку разбирам туѓи цели и идеи, колку помалку ги разбирам туѓите цели и идеи, толку повеќе се чувствувам несватен ја. И ова е интересна вежба која што можеме да направиме. Ако имате проблем и ако имате чувство дека некој не е веќе дел од вашиот тим, или дека немате луѓе околу вас кои што се дел од вашиот тим, пробајте вие да станете дел од нечiji тим, да ги разберете нивните цели. Замислете, еве сега може би доаѓа идеја, си викаш, абе син ми, керка ми, не ме разбира мене. И веројатно е вистина. И замисли, ако те разбере тебе, колку ти би бил повеќе волен да разбереш неа и незините цели. Или е така? Затоа што ако не разберат нас и ни помогнат, вау, се враќа желбата ние да бидеме дел од нечиј тим и ние да ги разбереме нив. Поентата е дека мораме да почнеме да го направиме првиот чекор ние. И ако се чувствувате осамени, и ако се чувствувате дека немате тимски играчи околу вас и дека никој не ве разбира, ја ќе ви кажам едно нешто кое што го смени тоа. Обидете се вие да ги разберете другите. Слушнете, ако не ве разбира никој, и ако се чувствувате осамено, и ако се чувствувате дека сте едноставно никој не се грижи за вас, или дека немате тимски играчи, или дека сте осамени во вашите напори, решението за тоа е вие да разберете други луѓе. Колку и да звучи ова парадоксално е вистина. Кога вие ќе разберете други луѓе, почнувате да влагате во тимска идеја, во тимска игра и не остануваме никогаш сами. На крај краишта, мојата цел е моја лична работа. И ја не очекувам некој да... Тоа не е негова одговорност. Гледате, одговорноста на тој човек е да ја разбере мојата цел. Тоа е супер. Ама тоа е ниво на одговорност. Ме разбирате? Колку може он да го види тоа нешто кое што ја го правам. Ја не можам да го убедам него со сила да го види тоа што ја го правам. Ама јас можам да видам што другиот човек прави. Можам да бидам дел од нечи тим. И верувајте ми, колку повеќе сум дел од вашиот тим и колку повеќе помагам на вас, толку повеќе имам луѓе кои што се дел од овие лајвови, толку повеќе соработувам со луѓе, толку повеќе луѓе се приклучуваат, не знам, на моите предавања и така натаму. Само затоа што сум дел од нечи тим. И тоа е единствениот начин да привлечеме луѓе во нашата цел. И да привлечеме луѓе во нашата игра. И да станат тимски наши играчи. Поради тоа што, ако ние не сме волни да бидеме дел од нечи тим, почнуваме да креираме инат и другите да не бидат дел од нашиот тим. И колку помалку сум сакал да разберам, толку повеќе сум се чувствувал неразбран. Колку помалку сум сакал да разберам, толку повеќе сум се чувствувал неразбран и сум се чувствувал дека никој не е дел од мојот тим. Не е вистина. Имаме многу луѓе кои што се дел од нашиот тим. Ама, за да го разборичкаме тоа и да ја покренеме таа убава динамика на тимот, бидете први
кои што ќе се обидете да ги разберете целите на другиот човек и поддржете ги како креативни и конструктивни цели, ако се креативни и конструктивни цели. Секогаш можеме да разбереме. Решението за тоа дека не сме разбрани е да почнеме да разбираме други луѓе и да разбираме што поголем број на реалности и цели кои што другите луѓе ги имаат околу нас. И на тој начин, верувајте ми, ќе почнете да креирате тимски играчи кои што ќе дојдат да бидат дел од вашиот тим. Затоа што вие ако ги разбирате нив, секогаш луѓето ќе се заинтересираат за вас. Луѓето не се заинтересираат за нас, поради тоа што ние не се заинтересируваме за нив. Имате некој човек кој што е постојано сам. Ме разбирате? И вика, никој не ме разбира. Тоа е поради тоа што човекот не се обидел да ги разбере целосно другите луѓе и да биде дел од нивниот живот. И кога некој се обидува да не разбере и е дел од нашиот живот, како нема да се заинтересираме за тој човек? Апсолутно ќе се заинтересираме. Секако дека сум се заинтересирал за секој човек, така сум се заинтересирал за тоа што сакам да знам дали можам да му помогнам и како ја можам да бидам од помош, и никогаш во такви ситуации не сум се чувствал осамен, нит па сум почнал да размишлям дали некој ме разбере или не. Немам време, затоа што убавината е да разберем. Тоа е поентата на животот, да ги разбереме другите луѓе. И секако дека колку повеќе разбираме, толку повеќе ние ќе се чувствуваме разбрани. Сега, може би некојаш треба да се симнеме на некој ниво, да разбереме повеќе од нешто кое што мислиме, ама тоа е под мене, под моето ниво, не ме интересира тоа, не ме интересира таа игра. Океј, може би убаво да се заинтересираме, да видиме дали можеме ние да научиме нешто од тоа кое што може би другиот се обидува да ни го презентира. Ако почнеме да влеземе во комуникација со заинтересираност за целите на другите луѓе, ќе направиме тим за нас. Затоа што тој што дава, секогаш ќе добие многу. Дечки, не знам дал бев јасен, ама поентата ми беше дека тимскиот играч кој што дава енергија на тимовите околу него и така натаму, секогаш ќе створи тим. Ако сте го виделе, наједноставен пример, лидер во некоја фамилија. Кој е лидерот во фамилијата? Кај нас, татко и мајка ми беа лидери во фамилијата. Зашто? Зашто луѓето се обидува да ги разберат луѓето. Секогаш доаѓа луѓе да им зборат. Секогаш кој имаше некој проблем, бум, доаѓа кај нас во фамилија. Дали има они тим? Да. Секогаш има тим. И секогаш кога они нешто ќе каже или ќе направи, секогаш имаше интерес. Секако дека бе и другите луѓе лидери во други сфери. Дали имаше моменти каде што, не знам, има некои лидери во организацијата? Кој е лидер во организацијата? Знаете кој е лидер во организацијата? Тој кој што најмногу разбира. Мислите дека е лидер во организацијата кој што си седи сами, кој што не ќе да разбере никој човек? Не е лидер тој. Ама ќе ви кажеме на работа. Лидерот е лидер поради тоа што најмногу разбира, ами поради тоа што разбира дека кога ќе дојдете до такви моменти на толку многу разбирање, дека во еден момент сватете дека за да некој те разбере и тебе, и он треба да даде толку многу разбирање. Ме разбирате? Не на тебе, на огромен број на луѓе. Затоа што кога многу разбираме, сте виделе човек кој што толку многу разбира, комуницира со луѓе и ги разбира сите реалности, секако дека е тешко тој човек да го разбереш, затоа што можеби нема други луѓе кои што го прават истото да толку многу разберат. И ти се чувствуваш осамен затоа што ти разбираш многу, ама можеби тебе некојаш не те разбира, окей, те сваќам. Има такви моменти, ама колку повеќе разбираш, толку повеќе помагаш и толку помалку мислиш за некои работи, дал некој те разбери или не. Ами моментот кога ќе почнеш да мислиш и дал некој ме разбери или не, најди го тој човек кој што исто како тебе разбира многу луѓе и им помага на многу пријатели, тој е некој кој што ќе те разбере. А затоа што и он разбрал многу луѓе, како што си разбрал и ти многу луѓе. Мојот ми е, окей, не секогаш имаме тим од 200 луѓе, може би некојаш ќе имаш тим од 5 луѓе, ами тој е убав тим.
кои што стварно во даден момент ќе те разберат. Ама кој е тој кој што ќе те разбере тебе, кој што многу луѓе разбираш? Знаеш кој ќе те разбере? Ако ти си човек кој што разбираш многу луѓе, ќе те разбери тој кој што разбира многу луѓе. Ама ако ти се очекуваш да те разбере некој кој што не разбира никого, ти ги разбираш, ти очекуваш некој да те разбере што никога не разбира, зашто бараш да те разбере тој? Не иде натаму, затоа што тој, за да те разбере тебе, мора да тренира и мора да е волен исто така да разбере многу луѓе, како што и ти разбереш многу луѓе. Океј, дечки, ова на крај испадна многу филозофски. Ама е вистина. Ама знам дека у суштина вие мене ме разбирате и ја вас ве разбирам. И некојаш сме не многу луѓе на овие лајвови, ама гледате. Се створивме група од 200, 300, 400 луѓе кои што се разбираме и меѓу себе. Дечки, фала ви многу. Се гледаме повторно за 2 дена во нов лајв во петок. Ова сакав да ви го кажам поради тоа што мислам дека поентата на тимот е да и ние разбереме други луѓе, некојаш кога ни е болно дека никој не е дел од нашиот тим. У суштина, вистината е дека треба уште повеќе луѓе да разбереме и да се пуштиме уште повеќе тимови ние да бидеме и да видите како ќе се створи и вашиот тим. И ако у некој момент имате чувство дека никој не ве разбира, најдете човек кој што многу луѓе разбира, или дечки, јавите ми се и ќе направиме убав муабет. Не ми пишувајте премногу на, иако можете и таму да ми пишете на мојот Facebook, ама ви го давам секојаш мојот телефон 078-261-771, 078-261-771, јавете ми се, ќе ве разберам. Имајте убава вечер, фала што ме разбирате. Чао, ве сакам.